За сега, домашното производство на струја е доволно за присутните на регулираниот пазар на струја, велат од владата. Сепак, миграцијата на потрошувачи кон него е се поголема, а од 1 ноември на овој пазар на нив ќе им се придружат и нови. Значи, во овој момент се прават анализи за колкави количини се работи за секторите кои што беа споменати, секторот за здравство, за образование, за јавно-комуналните предпријатија, за снабдување со вода, така да во наредниот период по дефинирање и проектирање на количините на електрична енергија и средствата кои ќе бидат потребни, истото ќе биде објавено и презентирано на јавност. Со оглед на ситуацијата, прашањето е дали за сите нив ќе има струја од домашно производство и со повластена цена. Во овој момент се прават максимални напори домашното производство да биде зголемено. Што значи ќе се потрудиме сите дополнителни количини најпрво да бидат обезбедени од домашното производство. Знаете дека една од опциите за обезбедување на домашно производство е и преку работата на ТЕТО. Се поголемиот број на фирми и институции кои треба да се најдат на регулираниот пазар за регулаторната комисија е проблем доколку сите се снабдуваат преку Евана. Доколку се вратат сите на регулираниот пазар на електрична енергија, во тој случај цената што ЕСМ ќе продава на Евана Хоум ќе е 48 евра за мегават час, но маржата на Евана Хоум ќе се зголеми за дополнителни 5 до 6 милиони евра. Истакна неодамна председателот на регулаторна Марко Бислимовски. Од друга страна, спиралата на инфлацијата во голема мера може да се намали доколку производителите на основни животни артикли добијат привилегирана цена на струја, нешто кое за сите е основен приоритет.